Добар ден, почитувани, ова е стартот на најновата телма Амбуланта. Промените во расположението се составен дел од нашиот живот. Среќни сме кога ни се случува нешто убаво, но кога работите не одат по планот, тогаш сме несреќни, тажни, потиштени и слично. И тоа се нормални реакции. Но што ако промените во расположението не се во склад со промените во нашиот живот? Дали тоа значи дека имаме некаков проблем? Што е тоа биполарно расстройство, односно биполарно нарушување, за кое што се почесто слушаме во последните години и како да го препознаеме и да знаеме дали го имаме или не? Гостинка во студиото денеска ни е доктор Оливера Димова, психијатар во Аџибадем Систина. Докторке, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Ви благодарам на поканата. Темата која што е одбрана за денешниот разговор е секако многу интересна. Вие добар вовед дадовте за темата. Значи, човекот е социјално суштество и секогаш сите оние работи кои што му се случуваат во животот реагира на нив. Ако е нешто убаво, тој е расположен, весел, го држи расположението, може би повеќе денови. Ако му се случи нешто неубаво или ако слушне за некоја неубава случка, во тој случај станува тажен, може да се одрази на расположението дента или повеќе. Меѓутоа, кога расположението, кога имаме промени во расположението кои што се неадекватни на актуелната, објективната ситуација, и кои што промени на расположението може да одат од лесно покачено до екстремно покачено расположение со еуфорија, па дури до психотични декомпензации или обратно, со снижено расположение, чувство на тага, на безизлез, на губење на самодоверба, односно со едно депресивно расположение, тогаш зборуваме за биполарно афективно расстройство, кое што се јавува периодично и кое што во голема мера било да станува збор, за манија, покачено расположение или снижено, го ремети однесувањето, па и комплетно социјалното, приватно, професионално функционирање на личноста која што боледува од ова расстройство. Како изгледа личноста кога е во фаза на манија, на зголемено расположение? Значи, некогаш е дури многу лесно да ја препознаеш, затоа што обично надворешниот изглед ни окажува. Прво се преговорливи, ќе ги препознаеме некогаш по екстремната фризура, по нападната шминка која што не одговара, да речеме, на времето, во ден, преку ден, да кажеме, на облеката која што некогаш може да биде во јаки бои, исто да не е адекватна на соодветните услови, со силни гестикулации, појачана мимика, они постојано зборуваат, се префрлаат од една тема на друга, секогаш имат нешто интересно да кажат, кога е по-слабо изразена, да речеме, таа состојба која е една хипоманија. Во тој случај може да бидат и многу интересни, забавувачи во друштвото, да се пријатни соговорници, значи полни се со некои идеи, раскажуваат, размислуваат за превземање на некои активности, било да е тоа нешто професионално, влегување во некои професионална работа, да кажеме, полни се со идеи. Меѓутоа, со тек на времето, ако оваа фаза, да речеме, не се превземе ништо, ако трае долго, во тој случај кај личноста почнуваат да тие идеи веќе да ја оптеретуваат околината. Стануваат, значи, се поактивни, никој не може да ги спречи во нивните активности, превземаат непромислени работи, влегуваат во ризични финансиски трансакции, да кажеме, трошат непотребно пари, купуваат непотребни работи, полни се со самодоверба, сметаат дека се можат да направат, дека имаат моќ све да сменат. Сето тоа се одразува, значи, на нивната активност, постојано се во движење, не стигаат професионалните обврски да ги завршат, не стигнуваат да одспијат, а се полни со енергија, покрај тоа што спијат 1 сат или 2 ноќта, да кажеме. Почнуваат едно, не го завршуваат, продолжуваат на некоја друга активност и веќе околината приметува дека нешто се случува. Се обидуваат да ги стишаат на некој начин. А тие свесни се дека имаат проблем во таа фаза? Во таа фаза не се свесни веќе дека имаат проблем,
проблем. А среќни се при тоа? Среќни се, расположени се, полни се со енергија, може да влегуваат и во непромислени и во љубовни афери, сексуални искуства, непромислени, несоодветни, да кажам. Трошат, значи реков, премногу пари со што го доведуваат семејството во финансиска криза, може да се случи да поклонат имот, да препишат имот, значи да бидат и злоупотребени на некој начин од некој што ќе искористи таа ситуација. Ако почнеме да зборуваме една широка лепеза на симптоматологија, секој единка за себе и сите различно ги манифестираат овие состојби. Се случува да почнува семејството да реагира. Обично најблиските или на работа, затоа што не ги исполнува обврските. Работните обврски трпи приватниот живот. Секој оној кој што на некој начин укажува дека нешто се случува, почнува да му станува непријател. Почнува да се сомничи, мисли дека го местат, му прават нешто. Јас зборувам машки род, меѓутоа се однесува и за мажи и за жени. Значи, сите стануваат непријатели, влегуваат во конфликтни ситуации, може да се случи да го напуштат домот, да напуштат работното место, иако немаат обезбедено друга екзистенција, да кажеме. Сето тоа доаѓа до ситуација да може да станат и агресивни. Во оваа фаза веќе имаме и почеток и на злоупотреба на супстанци. Значи може да биде алкохол, кој што на некој начин ги смирува, може да биде злоупотреба на други психоактивни супстанци. Значи едноставно личноста веќе не е онаа која што семејството ја препознава. Така, тоа е маничната фаза, тоа е односно кога се фаза, во некое хиперрасположение. Хиперрасположение, рековме, неадекватно на реалноста. А како изгледа кога се обратно е кога е депресијата. Значи, снижено расположение, безволност, редуцирана мимика, редуцирани гестикулации, ваки уште одма кои ќе ги видиш оставаат впечаток на една тажна особа, ништо не може да ги поттикне, се повлекуваат во себе, запоставуваат обврските, домашните обврски, гледаат постојано да се осамени, легнати во кревет, ништо не може да ги потргне да станат, да завршат работата. Се она што до тогаш им представувало некое задоволство, едноставно веќе не им е задоволство. Ништо не може да ги расположи, дури најубавите работи во животот што им се случуваат, ќе ги остави некако равнодушни. Знаат да бидат затворени дома, легнати, да имаат чувство на вина, на кајање, ги губат интересите, запоставуваат и личната хигиена, значи тешко е да ги натераш да се искапат, тешко да ги натераш да се шишат, да кажеме, ако се веќе да се средат, да се дотераат, да излезат. Буквално да излезат за најмала работа нешто. Имаат чувство на вина, кое што понекогаш им ствара дури и размислување за самоубиство, значи се уваат тие суицидални идеи. Обично знаат да побараат помош, и тоа е причината да, не кажавме, етиологијата е непозната на ова расстройство. Значи може да биде многу почесто се јавува во фамилии каде што веќе е регистрирано, да кажеме, едно вакво. Генетската поврзаност е тука докажана? Генетика има. Ако за 50% може да повеќе се јавува во фамилија каде што веќе имаме некој член на семејството кој што боледува, за разлика од општата популација. Промените може да бидат неуротрансмитерски на ниво на мозочната структура, значи во промени кај неуротрансмитерите и стрес факторите може да предизвикуваат лошување. Тригер фактор. Да, како тригер фактор на појава на симптомите. И расстройствата може да се јават значи од млада возраст. Тоа ми беше моабетот затоа што кога почнува, обично почнува со депресија. Значи може да се јави во адолесцентниот период, меѓутоа може и кај деца, докторке? Може и кај деца, да, меѓутоа и со поинакви манифестации. Значи, адолесцентниот период кога има многу промени во животот на луѓето, на младите, и кога едноставно се рачуна како некоја униполарна депресија. Значи, нерасположение или промени на расположението, незаинтересираност, повлекување од друштвото, слабење на успехот во училиштето. Обично, ако се побара во тој период помош и ако не се земе
анамнеза или некогаш па и нема претходно хипоманични или манични состојби, почнува да се третира како депресија една. Затоа е потребно некогаш и подолг период за да речеме да се постави вистинската дијагноза. Кога еднаш веќе во животот ќе се јави некоја хипоманична или манична епизода, веќе со постоечката депресија или обратно почнало со манија па сега се јавува депресија, можеме да поставиме дијагнозата дека станува збор за биполарно расстройство. Така, ќе проговориме детално за начинот на дијагноза. Јас би сакала претходно да појасним уште некои факти поврзани со биполарното расстройство. Дали секогаш го следи оној шаблон на најизменични драматични промени во расположението? Дали секогаш има манична фаза, па депресивна? Не мора да се менуваат по тој редослед, пазите. Значи може една особа да има 2-3 депресивни епизоди, па измеѓу и да постои некоја хипоманична епизода која што и семејството може да ја прифати како едно подобрување на претходната депресија. Значи може да има повеќе манични епизоди, затоа и во класификацијата, во меѓународната класификација на болеста постои значи хипоманија, манија со лесна симптоматологија, манија со психотични симптоми, тешка манија без психотични, тешка манија со психотични и обратно и за депресијата. Значи умерена депресија, блага депресија, значи депресија тешка со без психотични па со психотични симптоми. Значи она психотични подразбира губење на контактот веќе со реалноста. Кога се јавуваат и налудничави идеи како што реков на самообвинување, например во депресијата, суицидални идеи или идеи на прогон во маничната фаза. Тоа е веќе екстремниот облик кој што се јавува на состојбите на фазите, да кажеме. А точно ли дека понекогаш одредени епизоди се поврзани со годишните времиња? Па се смета дека периодично и баш тоа викаме во пролет некако као да има наплив и то повеќе на маничните епизоди некако. Макар да воспоставување со терапија на една стабилна состојба, ако пациентот е редовен на контроли, ако редовно ја зема ординираната терапија, затоа што стално имаме потреба од евалуација на симптоматологијата, се менува симптоматологијата, од минус може да отиде во плюс, што викаат и самите пациенти, минус рачунајќи депресивни симптоми и плюс кога им е покачено расположение, тоа па и самите се препознаваат и знаат да дојдат и да кажат јас како да почнувам во плюс да одам, дајте што да правиме и како да ја менуваме терапијата. Значи самите можат некогаш, меѓутоа до одреден степен кога ако не се превземе на време нешто, веќе симптомите толку земаат замав да самиот е некритичен пациент, а околината некогаш и треба многу време и убедување, па некогаш и присилно да го донесе на лекар и да се превземе повторно воведување на терапијата која прекинале или корекција на терапијата. А дали биполарното расстройство подеднакво се јавува кај мажите и кај жените, се манифестирали на исти начин? Па симптоматологијата е таа, сега секогаш се разликуваме жените од мажите, обично има некои ситни, да кажам, разлики, меѓутоа во суштина подеднакво се јавува кај двата пола, нема некоја разлика. Се смета дека различни имам податоци од 1 до 1,6 па до 3% од целокупната популација светска дека боледува од некој облик на биполарно. Така е податок дека на секои 100 возрастни лица по едно значи, страда. Па е тоа 1%, значи до 1,6 некаде најдов и 3% дека макар да мислам дека ова 1, нешто е обично и најточната бројка, да кажеме. Така, доколку симптомите не се јасни, очигледно не може да лесно се постави дијагноза, веќе споменавте дека може да биде доколку доминирала депресијата на самиот почеток, да бидат погрешно дијагностицирани погрешно пациентите. Не, значи да се дијагностицира како депресија без да се размислува дека можеби и постои. Затоа треба да се убаво да се земе анамнеза и да се распраши и самиот пациент и семејството. Дали покрај оваа депресија, покрај ова снижено расположение, дали во минатото имале периоди кога биле премногу расположени, што не одговарало, да кажеме, во моментот на ситуацијата, дека трошеле повеќе, дека имале поише потреба да излегуваат, да се дружат, дека послабо спиеле, а сепак се чувствувале полни со енергија. Меѓутоа и тоа не е, значи, од почетокот ние мораме да третираме, ако немаме симптоми дека имало некоја хипоманична или манична фаза, нормално дека ќе ја третираме депресијата. Со појава на хипоманична фаза или на манија во
кај еден пациент, без оглед кога да се јави тоа, веќе имаме ревидирање на дијагнозата. И дијагнозата веќе не можеме да го водиме како депресивен пациент, него го водиме како пациент кој што боледува од биполарно расстройство. Доктор, ќе најдов интересни податоци во однос на должината. Времето што е потребно за да се постави дијагноза, или некога се потребни 10 години од појавата на првите симптоми за лицето со да започне со лекување. Ова токму тоа што го зборувавте, и дека половина од луѓето со биполарно нарушување побарале мислење од барем 3 стручни лица пред да биде поставена дијагнозата, што значи не секогаш може да се препознае болеста. Не значи дека сите стручни лица не им дали иста дијагноза. Работите колку им се допаѓа дијагнозата. Значи, посебно кога се во манија, пациентите, луѓето воопшто не сакаат да прифатат. Они се чувствуваат добро. Нив им е убаво, расположени се, весели. Според нив све им оди во животот како што треба. Значи, кога е за депресијата, обично и повеќе се случува да побараат помош. Ке дојдат, ќе кажат дека се тажни, дека немаат волја, дека не можат да спијат, дека ништо не ги весели, ништо не ги расположува, дека размислуваат дури за самоубиство. Значи, за разлика од тоа, кај манијата, пак ќе кажам, тешко побаруваат. Обично е семејството тоа што бара помош. Обично се пресрекни, не чувствуваат потреба за лекарска помош. Да, они не чувствуваат потреба и не им е јасно зошто на луѓето им смета што они се срекни, што е тоа, што е причината. Значи, они све им е окей во животот. Трошат, ако не размислувајќи дека немаат што да трошат веќе, што нормално го доведува семејството до лоша финансиска состојба. И фамилијата реагира, ќе дојдат и обично прво доаѓаат семејството, некој член на семејството. Ти ги каже симптомите, ќе се распрашува како да го донесеме. Никој не сака присилно да донесе пациент на лекување. Значи не сакаат затоа што тоа е врзано со трауми за целото семејство. На интернет има разни тестови, онлайн тестови со кои што можеме да провериме дали имаме биполарно расстройство или не. Се работи за некои едноставни прашања, например, имате ли зголемена потреба за зборување, дали зборувате побрзо од вообичаено, дали сте поактивни, завршувате повеќе работи од вообичаено, дали овие тестови може да дадат некоја реална слика, обично се 15 на прашање, ги поставувате и вие овие прашања? Па некогаш ги поставуваме, а некогаш и нема потреба, затоа што веќе е многу јасно дека имаат изголемена потреба за изголемена самодоверба и дека не спијат, се гледа, пошто и семејството ќе ви каже дека се ослабнати. Факт е дека ова може да бидат, да речеме, меѓутоа некогаш и се наоѓаме тамо каде што не треба. Сепак треба, убаво е да може човек ако смета дека има некој такво расстройство, да проба и да се истестира, па ако тоа го поттикне да побара помош или чисто мислење да побара од стручно лице е добро. Меѓутоа дека само врз основа на тоа можеме да поставиме дијагноза, тешко. Па тешко. Мислам дека подобро е да и други прашања да се постават. Пошто ова е обично пример само за манија се овие тестови. Само за манија се, така. Има други тестови и други прашалници кои што би биле за депресија. Битно е дали имало и таква фаза во животот, колку траеле, како траеле, дали се поврзани со некој стрес, дали се со некоја реална ситуација поврзани. Многу работи се во игра, да кажеме. Дефинитивно не можеме да се потпреме само на овие тестови. Не можеме само на тоа да се потпреме, иако може да биде како еден добар прашалник. Навестување за нас, баш ако ги се разгледував тие тестови, гледам дека многу и се препознаваат, каде што мислам дека им не би секој од нас понекогаш бил повеќе расположен, поголема потреба за друштво, за луѓе, па потоа за осаменост. За да биде, точно да биде бидејќи има сам. Такви прашања. Значи, има и периоди во животот кога едноставно не ни се одвиваат работите како што сакаме, па не мора да ги споделиме со другите, меѓутоа едноставно се повлекуваме, имаме потреба да бидеме сами, меѓутоа се преиспитуваме што сме направиле, како сме направиле во животот, па ни се створи некое размислување дека можеби не требало вака или не требало, тоа не значи дека сме биполарни. Можда субдепресивни во моментот или хипоманични поради нешто, ама не биполарни.
Тоа е добро што ни го појаснивме, да ги вклучиме гледачите со нивни прашања на телефонскиот број 023076 Почитувани од овој момент емисијата е контактна, очекуваме прашања на темата на која што денеска говориме, а тоа е биполарно расстройство, односно биполарно нарушување, кои се симптомите, веќе ги појасни докторката на каков начин се дијагностицира и лекува ова нарушување. Со мене во студиото е доктор Оливера Димова, психијатар во Аџибаде Систина. Доктор, ке споменавте дека го споменавте начинот на дијагностика, дали покрај разговорот се прават и некакви дополнителни тестови кои што може да покажат? Па тестовите обично мислам дека лабораториски тестови, обично тироидните хормони ги испитуваме да нема некои отстапувања кај тироидните хормони, инаку повеќе е анамнезата добра, земање на добра анамнеза, разговор со пациентот и секако со семејството. Битна ни е фамилиарната анамнеза, затоа што рековме дека генетски е предиспонирано и дека може да имаме Значи се пренесува од родителите на децата. Значи може да се јави, меѓутоа и не мора да се манифестира во тек на животот. Секогаш пак се реков потребни се некогаш и тригер фактори кои што на некој начин ќе го поттикнат расстройството. И не кажавме ништо можеби за лекувањето. Сега е тоа следното, така. Како се лекува, постои ли начин да се стави болеста под контрола? Дали само медикаментозно тоа може да се постигне? Па, воглавно, ја пример сум ориентирана сум кон лекување со лекови, значи. Тако, немам поминато некои едукации за behavior терапија, значи таа се користи, може да се користат и психотерапевтски методи, меѓутоа мислам дека лековите, посебно во акутните фази на болеста, ја вршат главната работа. Значи, прво и основно е кога е во една акутна фаза, без оглед дали станува збор за манија или за депресија, мора тие симптоми да ги стишаме. Значи, пациентот да се доведе до една состојба која ќе стекне една критичност и потоа да ја лекуваме фазата, без оглед дали станува, све зависи од тоа дали е манија, хипоманија, дали е депресија, во која фаза се наоѓа пациентот. Значи, постои една група на лекови, да кажеме, и главни во лекувањето на биполарното расстройство се психостабилизаторите. Значи, како најкористен лек е литиумот, кој што еден период го немавме во нашата, го немаше на пазарот нашиот и доста ни фалеше како лек и луѓето го набавуваа од странство, меѓутоа сега повторно го има, достапен е во аптеките наши, така да психостабилизатори покрај литиумот, тука ни е ламотрижинот, тоа се и антиепилептици, депакинето, карбамазепинот, значи лекови кои што се антиконвулзиви, антиепилептици и кои што вршат улога на стабилизирање на расположението. Покрај овие стабилизатори, голема улога во лекувањето имаат антипсихотиците, и тоа антипсихотиците од поновата генерација, да кажеме, на антипсихотици, иако кога имаме потреба од ампуларно давање, посебно кога имаме силна агитираност на пациентите, старите класични како халоперидолот, и текако ни се потребни, затоа што тој не е достапен во ампуларна форма. Антидепресивите се секогаш се размислува пред да се даде антидепресив. Зошто? Затоа што кај длабоките депресии, да, меѓутоа факт е дека антидепресивот кај биполарните пациенти може да ги внесе во плюс фаза, значи може да ги внесе во манија и секогаш мораме да бидеме внимателни. Посебно само антидепресив никако давање. Обично го даваме заедно со психостабилизатор и заедно со антипсихотик. Електроконвулзивна терапија порано била значително користена, меѓутоа денеска многу поретко се користи електроконвулзивната терапија и анксиолитиците, бензодиазепини, значи као диазепам, као хелекс, исто поретко се користат. Значи повеќе ова другава терапија и тоа во комбинација. Да го вклучиме гледачот со прашање. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Докторке. Да? Ја имам внук 25 години. Истото што го викате, детето беше од мало така по-живо,
одеше, си спаѓаше школа, си заврши средно, се запише на факултет и таму нешто со некој девојче се разочара. И сега само дома седи и лежи и ништо не можеме со него да се справиме. Кога сака разговара, кога неке, кај можеме да ве најдеме? Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Ова сигурно е голем стрес и за семејството, но и за момчето. Секако, меѓутоа, актуелно во не можеме да кажеме вака само врз основа на овие податоци, зашто станува збор. Може да биде една реална состојба која што ќе трае, да речем, одреден период и мислам личноста сама ќе се избори, може да биде една депресија, може да биде и некоја психотична состојба, а за да биде биполарно, за да се диагностицира, значи треба да биде да постои една фаза на покачено расположение. Во секој случај, во однос на тоа каде може да ме најдат, веќе кажавте дека работам во Аџибадем Систина и дека таму може да се закаже преглед, па да се види, прво е и основно да се убеди момчето да побара помош. Дали ќе биде овде? Да. Значи, што во таков случај семејството гледа дека има проблем? Многу е тешко од било која болест да го лекувате некого ако не сака да се лекува. И обично затоа кога ќе стигне состојбата на нешто екстремно, тогаш присилно се превзема нешто. Инаку сепак треба некоја личност да се најде која што му е битна на тоа дете, да кажем, и која што ќе успее да го убеди да едноставно разговара со некого, разговара со некоја стручна личност, па дали понатака ќе смета дека ќе треба да се лекува или нема да се лекува, дали ќе прифати помош или не, тоа веќе зависи само од него. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа, почитувани, продолжуваме со денешната емисија. Останете на Телма. Денешна гостинка во студиото ни е доктор Оливера Димова, психијатар, специјалист по психијатрија во Аџибадем Систина. Со неа разговараме за биполарното растројство. Доктор, ќе имаме гледач на кој што ќе му дадеме предност и ќе го вклучиме веднаш. Добар ден. Добар ден. Повелете. Имам едно прашање до докторката. Така, повелете. Имам мали проблеми кога има неправда, кога некој ме лаже, кога сум многу агресивен, многу нервозен. После пола сат ја сум скроз опуштен, нормален и дали тоа станува збор за биполарност, дали за агресија или не знам за... Зашто би можело да станува збор во еден ваков случај? Ви благодарам за вклучувањето и што го поставивте ова прашање во Телма амбуланта. Повелете, доктор. Само врз основа на ова не можеме да кажеме сигурно дека станува збор за биполарно. Меѓутоа, може да биде и една структура, значи имаме луѓе кои што едноставно знаат експлозивно, импулсивно да реагираат, избувливи како карактер. Значи сепак мора да се види во кои ситуации, колку е често таа избувливост. Значи неправда никој не трпиме, меѓутоа некој знае да на некој начин ја трансформира таа енергија и да изреагира посмирено. Повеќето реагираме, па во денешно време кога све со многу работи сме преоптеретени, реагираме импулсивно, меѓутоа ако тоа е екстремно реагирање, ако доведува до агресија, до деструкција, мора да се контролира. Значи мора да се научи личноста да ги контролира ваквите состојби. Значи тоа исто може да биде со когнитивна терапија или со земање на некоја фармакотерапија, меѓутоа сепак мора еден подолг разговор, подолга анамнеза за да се види што е точно во прашање. Докторке, што е со алтернативната медицина, односно некои лекови на природна база кои што се препорачуваат кај лицата со биполарно нарушување? Има студии за рибино масло, за некои си додатоци на аминокиселини, наречени саме и слично.
Препорачувате ли? Во денешно време сите бараат некоја алтернатива. Значи, многу често не се случува и да дојдат пациенти без оглед за кое расстройство станува збор и да кажат: ама ако станам зависон, а морам ли да ги пијам, колку време ќе треба да ги пијам таблетките? И секогаш се обидуваат, затоа што дури се многу повеќе запознаени од нас вака за алтернативни лекови. Ама ми кажа од овој лек за спиење, па пробуваат со чаеви, меѓутоа на крај кај еден дел од луѓето може да дојде до смирување, да кажеме, например, на несоницата или опуштање со, да речеме, чај од маточин или нешто слично. Меѓутоа, во суштина, све зависи од фазата во која се наоѓа некое расстройство. Јас никогаш не сум против, јас викам секогаш човек кога има било каква мака, секогаш пробува се. Меѓутоа, не смееме да се ослониме само на овие алтернативни лекови, да кажеме, чаеви, дополнителни, значи тоа да биде дополнување и на исхраната и на третманот, а не да биде како основа на третманот. А што е со промената на животните навики, доколку е некоја поблага фаза на болеста, може ли да даде резултат? А во кој смисол промени на во однос на поинаков режим на сон, порано да си легнеме, редовна исхрана, вежбање во утринските часови навечер за да тоа е добро бидеме во смислу на подобрување на здравието. Меѓутоа дека депресијата можеме да ја лечиме со, значи можеме да го натераме да станува во одредено време, да се убеди да се придржува до некој режим и на исхрана и на спиење. Меѓутоа колку самото тоа може да ја заврши целата работа, секако дека подобрува. Меѓутоа, повторно ќе кажам, не може да биде самостално како третман нешто. Само како дополнување. Како дополнување. Колку време е потребно за лековите да дадат ефект? Зависи. Може ли покрај терапијата да се повторуваат овие епизоди? Секако, може да се повторуваат. Имаме и пациенти каде што имаме многу брза промена на симптомите. Значи, во една иста фаза, они влегуваат и во депресија, сега е во депресија, после 2-3 дена влегува во манија. Значи, тогаш е многу тешко да ги избалансираме лековите, за да може да ги фатиме на некој начин и двете фази. Зависи, кај депресијата некогаш може една депресивна фаза да трае со месеци. Исто важи и за маничната фаза. Значи, дури и со адекватно лекување, за да дојде до смирување на акутната фаза, збориме, може да бидат 2 и 3 месеци. Да веќе почнуваме самите да се прашуваме, даваме лекови или даваме вода. Што подолго може да трае, маничната фаза или депресивната? Маничната фаза трае обично пократко. Депресивната може да трае подолго, меѓутоа и двете го реметат функционирањето, не само на пациентот, него и воопшто на неговата околина. Добро е што кај биполарните расстройства обично се постигнуваат стабилни ремисии. Значи, кога ќе дојде до повлекување на акутната фаза и повеќето од симптомите кои ќе се повлечат, ако пациентот редовно зема терапија, значи кај најголемиот број, сепак секаде има исклучоци. Кај најголемиот број на пациенти, они успеваат сосема уредно да функционираат. Во такви ситуации, значи, многу убаво да стекне доверба во лекарот, да соработува, да доаѓа редовно на контроли, самоволно да не ја менува терапијата. За литиумот не кажав, мора редовно да се врши концентрација да се проверува концентрацијата на лекот во крвта, затоа што ако е надминал на нормална концентрација, терапевтска концентрација може да биде токсичен и секогаш во договор со лекарот да ја менува, намалува или покачува терапијата. Голем дел од пациентите се научуваат да живеат со оваа болест и самите си веќе почнуваат да си ги гледаат промените. И ќе дојдат и знаат да кажат, оваа година, во овој период на годината обично стално ме фаќа дали нерасположение, дали е манија. Значи, и самите во тој период бараат да направат ако треба, да се направи навремено корекција на терапијата. Затоа што се свесни, стануваат свесни дека ако со време ја искоригираат терапија,
терапијата, нема да има потреба после од болничко лекување и сите оние дополнителни трауми што ги носи екстремното влошување на состојбата. Така да имаме голем број на пациенти кои што се многу дисциплинирани, редовно си ја земаат терапијата, редовно доаѓаат на контрола, ако земаат литиум, самите ќе дојдат и ќе ве потсетат дајте ми опат да направам контрола на литемијата, да видиме да не е нешто помалку, да не е повеќе. Така да состојбата може да се држи под контрола со редовна терапија и со редовна контрола, секако и со имање на некој дома кој што некогаш подсетува, да кажеме, дека треба да се отиде на контрола и покрај тоа што состојбата е стабилна, некогаш може за кратко време, додека да се свестат да дојде до влошување, зошто како не можеме да кажеме, дали пак некој стрес или било што. Во секој случај може да се држи болеста под контрола, што е добро и затоа не треба да ја прикриваат, треба да бидат отворени со луѓето околу себе, најблиските, па и на работа ако треба, за да има резултат. Имаме уште еден гледач. Пред крајот на денешната емисија веќе вклучиме прашање од гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Ало? Ве слушаме во програма, сте повелете, кој е вашето прашање? Да ја прашам докторката, јас ако сум невинја. Можете да слушнете? Не, јас ке замолам од реџија малку погласно, бидејќи во студио ништо не слушаме. Значи би сакале да поставите прашање до докторката за некаков проблем, за каков проблем се работи? Се исклучи во ред. Мислам дека нема да има простор за уште едно јавување, бидејќи сме пред самиот крај на емисијата. Докторке, дали овие симптоми може да се јават и подоцна во животот, доколку болеста не се развива во оној критичен период, во адолесценцијата, пубертетот? Па никаде веќе 50-60 години не очекуваме да се јави. Или било претходно присутно и непрепознаено, или веќе треба да бареме друга причина за појава, дали е манија, дали е депресија. А доколку некој го имал овој проблем од младоста и не се лекувал, не бил диагностициран. Тоа е веќе друго, значи може да се јави, меѓутоа во тој случај не се јавува тогаш, него тогаш е препознаено. Тогаш е препознаено и може ли да се стави болеста под контрола доколку таа била присутна 20-ти на години? Видете, ние секогаш се надеваме некога. Обично, ако веќе е лекуван пациент, секогаш обично идеме со истата терапија, ако ја прекинал, затоа што сметаме дека она што еднаш дало ефект, дека ќе даде повторно. Не мора да значи, некогаш ако имало долг прекин на терапијата, може да треба и многу повеќе време да се стабилизира состојбата, па дури никогаш да не се доведе до она претходно, да кажеме, стабилна состојба како што била пред влошувањето, да остане некоја секвела од болеста. Што значи ова? Дали е хронична болест, доживотна? Болест, да. Доживотна ќе треба терапија да се прима? Секогаш да се зема. Значи терапијата со текот на времето се сведува на некоја минимална терапија. Меѓутоа искуството ни кажува, колку и да и ние сакаме да комплетно пациентот прекине со терапијата, некогаш и под притисок на пациентот и семејството редуцираме терапијата, искуството ни кажува дека треба редовно да се земе. Во минимални дози, ама редовно. И сосема за крај, дали би ја опишале болеста како потенцијално сериозна? Да. Затоа што во екстремните фази, пак ќе кажам, кога има агресија кај манијата или кога има голем суицидален ризик, значи имам некои податоци дека 10 до 20% од пациентите кои што боледуваат од биполарно расстройство имале обиди за самоубиство и дека 1/3 од тие обиди биле успешни. Значи, самото тоа ни кажува колку е озбилно. Така, колкава е сериозност и зошто е потребно да се јават оние со проблем на психијатар, така? И да се лекува. Ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Почитувани, ова беше се во денешното издание на емисијата. Гледајте не секој ден во редовниот термин 12 часот и 50 минути секако на фреквенцијата на Телма. Имајте пријатен ден.